вдовици, од пијаници. Била создадени можности за отпочнување со градба на манастирот и штали за крупен и ситен добиток. Во 1870 година бројот на калуѓери се зголеми за 10-12. На пијаничките калуѓери им се придружила и една калуѓерка, Филотеја, која дошла од Блашко, Романија. Таа знаела да шие свирани женски фустани и со тоа го зголемила приходот на манастирот. Но сето тоа не било доволно, па се намикнала потребата од собирање доброволни прилози за изградба на манастирот и во околните христијански земји. За реализација на таа идеја, иницијаторите за изградба на манастирот побарале помош и од Екзархиската црковна општина во Кюстендил. За таа цел, во 1872 година, тие упатиле на молба до неа во која меѓу другото стои, што се однесува до Царевоселскиот женски манастир. Тој не е во можност да обстане без поширока поддршка од народот и без доброволни средства за негова изградба, што треба да бидат обезбедени во други побогати држави, по пат на дарување, собирни акции и просење. Но за таа цел потребно е да се добија одобрение или писмо за собирање доброволни прилози. Остануваме со надеж дека ќе преземете чекори за решавање на нашата молба. Ваши покорни царевоселци. Помеѓу најстарите и богато живописани цркви во Делчевско е црквата Света Петка, Параскева, во селото Селник. Таа е двупоравна, градена со кршен камен и варов малка и е покриена со камени плочи. Живописот на црквата е направен за време на епископот Прохор, а го работел Јован или Иван Комнов. Според преданието, во турско време, црквата била запуштена, па заради тоа поголем дел од живописот бил подложен на пропаѓање. Обновена е втората половина на 19 век. Оставен е нов иконостас, на кои се наоѓаат икони од 1905 и 1921 година. Иконостасот го настипал Габриел Атанасов од Берово во 1906 година. Во 2000 година е направена поправка на црква и заштита на фрескописот. Екипата на Републичкиот завод за заштита на спомениците на културата при евидентирањето на црквата во 1969 година, врз основа на содржината на композицијата на живописот, смета дека таа може да потекнува најрано од 16 век. Иако не е доволно истражен, атарот на селото Звегор представува богат археолошки локалитет. Според наудите на археолошките истражувања во 2001 година, големото и малото градишта зборуваат за остатоци од можна тврдина и градче со богати содржини кои датираат од 3 до 6 век. Од културниот хоризонт до 6 век на тој локалитет се регистрирани монети на Јустинијан I и Јустин II. Географската местоположба на тоа место овозможувала таму во континуитет да обстојува населба. Преку Звегор поминува еден од патиштата што ги поврзува долините на реките Брегалница и Струма. Во таа населба со векови живеело христијанско население, зашто сведочат и археолошки наоди и топонимите. Во местноста или на црква која се наоѓа источно од локалитетот, Мало градиште, се зачувани траги од рано христијанска црква со димензии 16 на 7 метри. Според топонимите и преданието во близина на Авамот, од левата страна на патот кој води кон Бугарија, се наоѓала црквата по име Ѓурѓова црква. Можеби во една од овие цркви служели поп Стојан од Звегор, кој заедно со неговиот син Ненад се споменуваат како Дану Куплакјачин во турскиот попис од 1570 до 1572 година.
Податоците зборуваат дека селот во месечната слобода на Пијанец и Красненско-македонското востание во Звегор живеело и поголем број христијанско население. Според Владимир Караманов, кон средината на 19 век во Звегор имало 30 со христијанско население. Васил Кънчов во 90-тите години на 19 век не бележи христијанско население во тоа село. Во последно време интензивно се трага по местото Ревен на Брегалница, каде работеле и создавале сомунските браќа Кирил и Методи, и откаде го ширеле христијанството. За тоа место се посочуваат повеќе локации од течението на Брегалница, но останува науката да утврди каде точно се наоѓал градот Ревен на Брегалница. Од моје лично име и од име на јавната локална библиотека Илинден ќе доделиме благодарница и книга Подарок на градоначалникот на општина Делчево Бојан Трајковски за несегишната поддршка околу подготовката и издавањето на книгата. Тој секогаш е тука да не поддржи, да ни помогне и да не мотивира. Повелите градоначалник. Мало внимание од јавната локална библиотека Илинден и за Ливон Карцовска, согледна на авторот, што на библиотеката ги подари сите материјали кои ги се обидал авторот и е прва која ми поттикна да ја испечатиме оваа книга.